Втората тема од јазик е историски развиток на македонскиот јазик. Во оваа тема треба да повториме за почетоците на словенската писменост, македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици, погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаицки, Крчовски, Пулевски и Джинот, погледите на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик, односно осврт на неговата за македонските работи, и улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Почетоците на словенската писменост всушност опфаќаат два периода. Старословенски период од 9 до 11 век и црковнословенски од 12 до 18 век. За овој прв старословенски период веќе имам направено едно кратко филмче и ќе го погледнеме. Создавање на словенската писменост. Словенската писменост се создала во 9 век и тоа од две причини – политички и религиозни. Политичките причини се поврзани со кнезот Ростислав, владетелот на првата словенска држава Велика Моравија. Тој се плашел од силното влијание на германските кралства од запад и германизација на словените, како и од јужното влијание на Византија и елинизирањето. Затоа побарал мисионери од Византија, кои ќе го шират христијанството, но на словенски јазик. Византија прифатила за да го спречи ширењето на германските држави и за да се заштити себе си. Религиозните причини пак се однесуваат на ширењето на христијанството. Словените биле пагани, а христијанизирањето било наједноставно да се направи на нивниот јазик, зашто тие не ги знаеле од Бога дадените латински, грчки и еврејски. Целта на Кирил и Методи била ширење на христијанството. Затоа Кирил прифаќа да ја реализира моравската мисија, а за остварување на целта ја составил првата словенска азбука глаголицата. Брат му Методи пак ги превел потребните богослужбени книги од грчки на словенски јазик. Така подготвени, заедно со своите ученици и следбеници, тие 863 година тргнале во остварување на моравската мисија. Создавањето на првата словенска азбука, глаголицата, го означува почетокот на словенската писменост. Првиот литературен јазик на словените е старословенскиот јазик создаден врз основа на говорот на словените кои живееле во околината на Солун. По моравската мисија создадени се неколку центри за остварување на словенската писменост. Во Македонија тоа се Охридската и Лесновската школа, а во Бугарија Преславската, каде најверојатно е создадена кирилицата. Најстари зачувани текстови од Македонија се Зографското, Асемановото и Мариинското евангелие, сите пишувани со глаголица. Црковнословенскиот период опфаќа време од 12 до 18 век. Старословенскиот јазик ја задржал основната функција за богослужбата. Но со текот на времето, говорниот јазик се менувал и елементите на таквиот изменет јазик навлегувале и во црковнословенскиот. Така, во овој период се јавуваат варијанти на старословенскиот јазик – македонска, српска, руска, полска и така натаму. Ова всушност представуваат слично како и диалектите во денешниот македонски јазик. Односно, во старословенскиот јазик се појавиле определени диалекти или денеска наречени варијанти. Меѓу 15 и 18 век се појавуваат текстовите наречени дамаскини. Има околу 200 дамаскини кои водат потекло од Македонија. Именувани се според грчкиот проповедник Дамаскин Студит, кој велел дека треба да се пишува на едноставен и разбирлив јазик. На тој начин, народниот јазик уште повеќе навлегувал во црковнословенскиот. Со текот на времето, јазикот почнал стилски да се разслојува. На висок стил, црковнословенски, оној што се употребувал во богослужбата,
и на низок стил народен јазик што се употребувал во преписки и правно-административни текстови наречени грамоти. За македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици или општо за јазичните семејства повеќе зборувавме во минатата тема, но овдека уште еднаш ќе повториме дека македонскиот јазик му припаѓа на индоевропското семејство во групата на словенски јазици. Словенските јазици пак се делат на западни, северни и јужни. Македонскиот спаѓа во јужните словенски јазици. Во новите поделби и јужнословенските јазици се поделени на источни и западни. Така, македонскиот заедно со бугарскиот спаѓаат во источната подгрупа на јужнословенските јазици. Источно-јужнословенска подгрупа. Односно, македонскиот јазик се наоѓа во индоевропското семејство, словенски јазици, јужна група, источна подгрупа. Значајното во однос на погледите за македонскиот јазик на нашите просветители Пејчиновиќ, Синајцки, Крчовски, Пулевски и Џинот е тоа што тие се стремеле да го употребуваат народниот македонски јазик. Појавата на просветителите на почетокот од 19. век е од големо значење за формирањето на македонскиот литературен јазик. Нивниот очигледен стремеж за употреба на македонскиот народен јазик всушност е еден чекор кон стандардизација на јазикот. Пејчиновиќ книгите ги напишал на народен говор тетовски. Крчовски исто така на народен говор кривопаланечки со примеси од западното нарече. Синајцки пак рекол дека народниот јазик е железен клуч кој го отвара срцето на народот. Пулевски оди уште еден чекор понатаму, па ги употребува термините македонски јазик и Македонија. Џинот, како учител, пишувал, творел и учителствувал на велешки говор. Најзначајна фигура во македонската историја на јазикот е Крсте Петков Мисирков, кој што во својата книга за македонските работи, издадена во Софија 1903 година, ги остварува идеите за посебен македонски литературен јазик. Конкретно, Крсте Петков Мисирков во петтата статија неколку зборови за македонскиот литературен јазик ги дава своите ставови за начинот на формирање на македонскиот литературен јазик. Прво, за основа да се земат централните македонски говори на линијата Велес, Прилеп, Битола, Охрид. Правописот да биде фонетски, со мали одстапки, и трето, да се земат зборови од сите македонски говори и на тој начин постојано да се збогатува речникот. Освен теоретското образложение, кое што го дава Мисирков, тој дал и практичен пример, бидејќи книгата ја напишал на таков јазик и со таков правопис како што го предлагал да биде литературниот. Улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик е огромна. Меѓутоа, со сите историски насоки и стандардизации од страна на просветителите, Пулевски, Лозарите и стандардизацијата од Крсте Петков Мисирков, како и примената на македонскиот јазик меѓу двете светски војни за време на НОБ, на првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година, не било тешко да се донесе решението за воведување на македонскиот јазик за службен во македонската држава. Тогаш е кодифициран македонскиот литературен јазик. Кодификација представува официјално озаконување на литературниот јазик и негова практична примена. Блаже Конески има голема улога во кодификацијата на македонскиот литературен јазик како председател на Комисијата за азбука и правопис. Таа, комисијата, своите ставови ги формулирала во резолуција, донесена на 3 мај, а усвоена на 5 мај 1945.
По овие две теми, наука за јазикот и историски развој на македонскиот јазик, во третото издание на прирачникот за матуранти имате прашања за повторување и утврдување на знаењата. Прашањата се земени од досегашните матурски тестови, одговорете ги и подгответе се за матурскиот испит.